Значи, денеска е 50-ница, некој го нарекува духовден, и е еден многу, контроверзен празник. Не знам како да кажам. Зошто контроверзен празник? Тоа што духовден за луѓе е ова. Ајте, да не се дигне духот лута одредено време, треба да се врати, да дојде, сите ќе се на гробишта, или прво за душница, па после доаѓа духовден. Некако не го гледам тоа во Библијата. Од друга страна пак, кога ќе почнеме да зборуваме за духовден и оно што се случува, и во црковните дури кругови, ќе чуете многу работи кои, пак ќе речеме, многу тешко да ги оправдате библиски. Или да се вратите да кажете, види, ова го наоѓам во Библијата, еве зошто е вака или зошто е онака. Сега, секој има право на свое верување, викаме ние. Но не секое верување е вистина. Јас не тврдам дека имам, како се вика тоа, дека имам монопол над вистината. Ама истовремено верувам дека читаме Библијата и треба да седнеме да видиме што пишува внатре и да видиме генерално за некои работи. Јас знам дека ние може да не се согласиме за некои нешта. Ама барем да се согласиме на основа на што не се согласуваме. Може би тумачиме нешто различно, може би гледаме некоја работа различно, ама не можеме да бидеме во такви два екстрема, каде што двата краја не можат да се соединат. Во која смисла тоа го зборувам? Знаете, не можеме ние да зборуваме духовден време, душата на човекот шета лута наваму натаму нешто си таму, или од другата страна за духовден да имаме некоја теологија, каде што да се утепате во писмото, нема да ја најдете, ама ќе речеме, јас мислам дека е така. Ајде да видиме на брзина, за 40 минути практично, што сака да ни каже оваа глава. И зошто ни е важна нас 50-ница? Па прво зошто? Заради тоа што целата служба на Исус во делата на апостолите, некои со право викаат дека книгата Дела на апостолите треба да се нарече Дела на Светиот Дух. Заради тоа што во целата книга на Дела апостолски, како што ја нарекуваме ние, реално има можеби само 3, 4, ајде можеби 5 глави во кои Светиот Дух не е проминентен. Го има спомнат, ама не е проминентно, нема главната улога, да кажеме овде. Уште од самиот почеток, во прво дела, прва глава, првата книга од Теофиле, така вика нели Лука, евангелистот, ја напишав за се она што Исус го правеше и поучуваше од почетокот, па се до денот кога се вознесе, откако преку Светиот Дух им даде заповеди на апостолите што ги беше избрал. Самата книга, самиот почеток на книгата почнува од таму. Од Светиот Дух и неговата функција и служба што се случува. Тука. Во стих 5 гледаме Исус вика крштеваше со дух. Во стихови 7 и 8 Исус им вика да чекате да дојде духот. И прашањето е што се случува. И она што најверојатно се случува е дека ние гледаме една драстична промена, едно нешто што драстично се случува во оваа книга, која ќе го промени текот на целата човечка историја. Нешто многу важно, кое и затоа во христијанските цркви реално Великден е голем празник, 50-ница е голем празник, Божик многу ретки се славеше на времето, историски гледано. Раѓањето ни се роди, факт е. Меѓутоа поважно беше зошто се роди, заради смртта и потоа духовден што дојде. Но ајде не влегуваме овде. Убаво е да сватиме што се случува тука на духовден и да се фокусираме, пак ќе речем, на улогата на Светиот Дух тој ден и да видиме што беа резултатите за нас можеби денеска. Грубо, од 1 до 13 стих читаме тука дека наративата зборува како Светиот Дух слегува и првиот иницијален одговор што го имаат учениците. И некаде на почетокот таму ни вика дека се појави нешто како, во наводници вика огнени јазици, не вика огнени јазици се појави. Сакам да бидеме многу фокусирани на тоа, нешто како огнени јазици. Многу е тешко да опишете нешто што никогаш не сте го виделе како феномен. Многу е тешко. Ако не сте виделе нешто и да го опишете со своји зборови. Патем, затоа книгата Откровение е толку полна со метафори, толку е полна со споредби, заради тоа што Јован гледа и вика, јас не знам како да ви го опишам, јас немам зборови, немам речи да опишам нешто вакво. И овде Лука пишува и вика нешто како такво нешто се случи. Понатаму гледаме, потоа вика зборување имаше во јазици и зборуваше проповедање. Тука ве спомнали. Зошто ова е интересно? Затоа што кога вика се појави силен ветер и кога удри силен ветер, зборот што го користи таму, дали е еврејскиот, дали е грчкиот, може да има игра на зборови. Дали е пневма, дали е руа, тоа повторно зборува или дух или ветер. Исус ја прави таа игра на зборови, ќе се сетите уште во времето на делата на уште во Јован, кога зборува со
Никодим, ви текнува. Вика, духот оди каде што сака. Ветер дува кај што сака, духот оди каде што сака. Истиот збор го користи во двете ствари. Нема да навлегувам во грчки, ве молам, не сум толку добар во грчкиот јазик, стварно. Ама сакам да само сакам да кажам дека истиот збор се користи и затоа апостолот овде Лука кога пишува не може точно да објасни нешто како силен ветер, нешто како ова дојде. Огнот секој пат и во Стариот Завет беше за Божјото присуство. Дали беше за казна во Божјото присуство, дали беше да прикаже дека Бог е присутен, ама секогаш огнот беше за Божјото присуство, тука се спомнуваше. И повторно гледаме ова зборување во јазици тука кое беше спомнато. Луѓето излегоа надвор. Тргнаа вика помеѓу луѓето и почнаа да зборуваат во јазици. И ни вика тука, ете, слушаме како тие на нашите јазици зборуваат, зашто? За големите Божји дела. И веднаш тука имаме една интересна дебата која стално се појавува овде, каде што некој ќе ви каже, знаете, ова чудо што се случи овде, не беше чудо на зборување, туку беше чудо на слушање. Сакам да објаснам што е разликата. Ако е чудо на слушање, тогаш учениците зборуваа сите на некој езотеричен, на некој непознат јазик, и секој си слушаше како ќе му дојде. Значи чудото беше во толкувањето, а не во зборувањето. Ќе зборнеме малку за тоа попосле, баш дали беше така. Текстот не ни го зборува тоа овде. Ќе се вратам малку повеќе на ова, текстот ни зборува дека зборуваше на јазици кои се именувани по име. Зборува, тука имаме арапи, имаме финикици, имаме римјани, вика, значи некој зборува на латински, имаме, вика, сите слушаме на својот сопствен јазик. Ама не оти сите зборуваат едно, па ние слушаме различно, туку сите слушаме различно затоа што различни луѓе ни зборуваат нешто. Ќе видиме зошто е тоа вистина малку подоцна. Оке, дојдем. Сега за сега, само верувајте ми, чудото не беше кај слушателите. Чудото беше кај тие што зборуваа. Многу голема разлика. Ќе го видиме тоа малку понатака. И уште многу поважно од ова, ако дојдеме овде, она што го слушаа, беше зборуваат за големите Божји дела. Тоа беше пораката која ја пренесува на другите јазици. Зошто, пак ќе речем, чудото беше што они зборува. Ако Библијата е точна, а е точна, ако Библијата најдобро се толкува самата себе, а се толкува самата себе, одете во 1 Коринтијаните 12 до 14 глава, и апостолот Павле таму зборува, вика, окей, да, има луѓе што зборуваа на некој јазик, ама вика во црква немаат право да зборуваат ако нема толкувач. Ви текнува на тоа, ако сте учителе текстот. Ако е тоа вистина таму, тогаш како е овде можно луѓето да зборуваат на еден јазик, што никој не го разбира, а без толкувач го зборуваат сите други? Нема никаква логика. Значи, не беше чудото, знаете, еден јазик, како сакате наречете, ангелски јазик, зборуваат учениците, а сите слушаат на говорни јазици. Не. Чудото беше што луѓе неуки зборуваат друг јазик. Да ме чуете сега мене да проповедам на кинески, точно тоа треба да биде. И баш не само да проповедам, него и да разберете што зборам. Тоа викате, опа, нешто се случи тука што не е нормално. Нешто што не е редовно што се случува. Пак ќе кажам, одете во 1 Коринтијаните 12 до 14 глава, ќе видите точно зашто сакаше да каже овај дел тука. И он изборува, вика, за големите Божји дела. За кој Божји дела? А сето она за кој апостолите вика дека го направи Исус додека беше тука на земјата, дека служеше. И многу е интересен одговорот на толпата. Толпата одговори на неколку начини. Прво беа чудовидени, леле, како може овие, кои не учеле друг јазик да зборуваат на друг јазик, беа збркани, што е ова сега што ни го кажуваат, ама да ви кажам, беа и цинични. Нека се напиле сладко вино, се други пијани се. Секој човек мора на некој начин да си го објасни Божјото дејствување кога ќе го види дека се случува. Кога Бог ќе направи нешто за тебе, кога Бог ќе направи нешто за некој, ти мора да го објасниш тоа што се случило. Како ќе го објасниш? Преку твојот сопствен светоглед, на начинот на кој ти ги гледаш работите. Случајност, се случило, па сум заслужил, леле Господ направи нешто, леле сега направи нешто, како ќе видиш, што ќе видиш. Секој од нас се обидува да го објасни. И овие луѓе истиот проблем го има. Некои беа восхитени, чудо се случува, некои беа збркани, од кај дојде па се тоа, а некои беа цинични, си го објаснија преку тоа, пијаничишни. Толку. Многу лесно. И секој од вас кој го променил животот заради Христос, се нашол во некоја ситуација кога луѓето ќе ви го објаснат, ќе ја објаснат вашата промена,
преку нивниот светоглед, преку начинот на кој ве гледаат. Ако има вистинска промена, ќе речете, се смени, зашто? За пари. Му даваат нешто, прави едно, друго, трето, пето. Преку светогледот ќе видат како ќе ве објаснат кај сте и што сте тука. И ова секој пат ќе биде истото. Дури некој да воскресне од мртвите, па нема да верува. Тоа самиот Исус го каже, некој од мртвите да дојде да проповеда, па ти нема да поверуваш. И она што ги донесе луѓето кај Христос, повторно да се ме ископирал, тоа што ги доведе до покајанието, не беше зборувањето во јазици. Беше проповедта на Петар. Кога Петар застана, седна и проповедаше. Интересно е дека верата секогаш доаѓа од слушање, а слушањето доаѓа од Божјото Слово. Јован пишува толку многу чуда направи, Исус вика што во сите книги во светот не можеме да ги собереме да ги напишеме. Може да е хипербола, не е ни важно, ама на крајот кога Исус кога го погреба, колку остане? Многу малце. Значи чудата, знаците не ги спасува човекот. Верата доаѓа од слушањето преку Словото. Од 14 до 36 стих проповедта што беше од Петар. Што да правиме? Тоа беше првиот дел на пораката. И Петар почнува тука сега со проповед. И сите вие што некогаш сте читале книга како да се проповеда, некој вика, гледате ја сликата, користете ја проповедта на Петар како слика. Многу теолози ќе ви кажат, во однос на стилот не е баш за пофалба. Зошто така? Затоа што, браќи и сестри, Петар не се спремаше за пораката. Јас знам дека Никола се спрема, знам дека јас се спремам. Кога треба да излезам да проповедам, ќе земеш книги, ќе читаш книги, ќе ги спремаш, ќе ги собереш, ќе ја скоцкаш пораката, целта што ти е, што сакаш да пренесеш, што сакаш публиката да разбере, мислам луѓето кои слушаат, ќе земеш пример кој ќе го разбере публиката, ќе кажеш на начин на кој треба да се раскаже сето тоа. Сето го спремаш и го правиш. Петар ништо од тоа не направи. И ако тоа треба биде слика за мене и за Никола како да проповедам овде секоја недела, тешко си ви вас. Кога ќе дојдам, кога ќе застанам, чекај да видам сега што ќе ми се открие да почнам да зборувам. Вика, ама духот ќе ти открие. Да, ама вика таму, не вика духот ќе ти открие, духот ќе ве потсети. Духот може да те потсети на нешто што го знаеш, а не на нешто што не го знаеш. Значи, од тој аспект ако гледаме, пораката на Петар не беше нешто посебно. Човекот се спремил, излегол и бам, кажал нека прекрасна порака. Ама, пораката на Петар ни е многу јасна за пример, затоа што беше заснована на писмото, што дотогаш постоеше и он имаше достап до него. Петар не проповедаше, чекај да ви кажам нешто ново. Петар рече, чекај да ви кажам сето она, што Господ веќе го кажал, како се однесува на вас и на она што се случи денеска. И затоа неговата порака е моќна. И затоа пораката на секој што ќе ја пренесе од амвонот, треба да биде пораката на Божјото откриено Слово, кој ќе биде силното и кој ќе треба да влијае во животот и срцето на човекот. А не да биде човечката мудрост. Во таа смисла, проповедта на Петар беше совршена. Заради тоа што Петар зема и го искористи Словото. Јас сум ги спомнал тука Јоел, Псалм 16 и Псалм 110. Тие му беа тука сите спомнати. Во текстот е спомната, јас ќе ви цитирам сега точно како беше во Јоел, што пишува. Јете потоа ќе излеам од мојот дух врз секое тело и синовите ваши и керките ваши ќе пророкуваат. Старците ваши ќе сонуваат сониште и младите ваши ќе гледат виденија, а и врз слугите и слугинките во оние денови ќе излеам од мојот дух. Значи, нема веќе кој е богат, сиромав, голем, малечок, а од царски род, од нецарски род, на сите. И ќе покажам знаци на небото и на земјата, крв, оган и столбови од чад. Сонцето ќе се преобрати во темнина, месечината во крв, пред да настапи денот Господов великиот и страшниот. Тогаш секој, гледате како оди кулминацијата, страшно лошо нече, тогаш секој што ќе го призове името Господова ќе се спаси, бидејќи на гората Сион и во Ерусалим ќе има спасение, како што вели Господ, а меѓу преживеаните ќе бидат оние што ќе ги повика Господ. Повторно, онаа идеја дека Господ спасува, ако човекот го повика Бога од срце. Двете работи, истото новозаветно евангелие го имаме и тука. И затоа, кога Петар почнува да зборува, вика луѓе израелци, слушнете ги овие зборови, Исус Назареецот, човекот посведочен пред вас од Бога со дела чудеси и знаци, кои што како и самите знаете, Бог преку него ги направи помеѓу вас. Тој го има Стариот Завет. Тој ги има сите ветувања што беа дадени во Стариот Завет и им вика, чекајте сега да ви покажам и да ви кажам како тие ветувања се исполнија. Не проповеда во вакуум.
Не проповеда нешто, вие немате појма, чекај да ви кажем од нула. Вика, чекај да имате основа. Имате нешто што го видовте, што се случи пред 50 дена се случи. Смртта и воскресението. 3 години предходно гледавте што стана. Исус живееше во орална традиција, во успена традиција. Кај што се што правеше се пренесуваше тука, таму е запишено 30 години после неговата смрт, повеќе или помалку. Па наваму после тоа. И сето тоа кога ќе го соберете, Петар им вика, вие многу го знаете што се случи. Знаете, не ви кажувам нешто ново, ама чекайте да ви дадам очилата на очарите, призмата преку која треба сето тоа да го видите. Очекувате Месија што ќе победи? Победи, ама не на ваш начин. Очекувате Месија што ќе биде моќен? Да, ама не на ваш начин. Ево го тој што дојде. Бог направи чуда, знаци, направи се. И Петар вика, чекај, мора да ви објаснам нешто. Не се пијан. Петар како рибар сигурно да знаеше како изгледа да си пијан. Не само заради него, ама ја имав еднаш камп во Охрид и еден поручек ни кажа дека не може да ја користиме тој дел од таму однапред, затоа што дојде некоја риболовно друштво, некоја македонско, што требаше да дадат награди на најдобрите риболовци што имале некој такмичење на езерото. Кога седна, не ги интересираше храната, ги интересираше салатата и пијалкот. Седна и направи лом, што беше таму. Значи, Петар вика, не се пијан. Знаеме што е пијан човек, у 9 сат савајле, камен пијан, не. Не е тоа некој јак аргумент, или човек може да пие кога сака, ама не се вика пијани. Чекај да ви објаснам како тоа изгледа малку од поинаков аспект, чисто да видите. И ги потсети на Јоел. Керките ваши, синовите ваши, ќе гледат сониште, ќе гледат многу работи. Хаос ќе биде. Зошто? За да може да повикате кон името Господи и да се спасите. Тоа беше поентата. Не да им објаснува како ќе изгледа чадот, не да им објаснува како ќе биде огнот, не да им објаснува што пророкуваат, што не пророкуваат. Туку поентата беше да ве донесат до спасоносна вера во Христос. И гледаме како Петар веќе ги смени условно речено на очарите. Веќе не е, Господи, кога ќе го воспоставиш Твоето царство на земјата. Туку чекај да ви кажам, сега луѓе, како Христос може да го видиме во сето она што пророците до тука го кажуваа и го правеа. Објаснува од писмото што Исус кажа за самиот себе си. Тука. Петар стварно требаше да расте. Петар требаше многу да научи понатаму. Ама веќе го користи она што Исус ги поучуваше тие 50 дена пред да замине на небото. Сетете се вика на книгата на Јоел. Сега ние не знаеме зашто станува тука збор. Барем јас не би сакал сега да навлегувам на ова кратко време што го имам. Ама може да кажеме едно. Може би се однесуваше на мракот што падна кога Исус нели умираше. Може да е на сето тоа што се случи, нели имаше земјотрес, гробови се отвори и така натаму. Може би. Не можам, јас не сакам со сигурност да тврдам. Ама во секој случај вика ќе се случуваат надприродни работи и повторно, браќи и сестри, целта не е за да ви покажуваме надприродни работи, целта е да ве доведе до спасоносна вера. Ако ние тоа фокусот, лесно ќе се согласиме на се друго тука, што има и што нема. Тука ни спомнува за нив. И потоа во следниот дел почнува да зборува за оно што се случуваше со Христос. Го враќа назад фокусот на Исус Христос. Јоел е окей, ама ајде да видиме како Јоел сега се совпаѓа со оно што Исус го прави овде. И првото што кажува вика како што сами знаете, Бог преку него направи многу чуда за вас. Како што сами вие знаете. Со други зборови вика јасно ви е на вас зашто зборува. Јасно ни е на секој од нас зашто зборува, заради тоа што колку и да некете да признаете, не можете да останете со дупка и да кажете јас почнав од ништо, од ништавило, одам од ништавило, се е ништавило, џабе живеам во овој живот. Ако беше така, нема да сте тука живи и здрави, ќе бевте мртви до сега. Ќе ви струвате во основа на вашите верувања. Од ништо сум дошол, во ништо одам, ништо во средината, џабе ме се. А не е така. Исус вика, сами знаете многу добро. Овој Петар вика, сами многу добро знаете што правиш Исус. Библијата вика, сите во совеста ваша имате, точно што ви кажува, нешто ти е во ред или не во ред. И потоа вика, да ви објаснам и нешто друго. Беше предаден според определениот Божи план и предзнаење. Имаше план во смртта Христова. Не беше толпа што се собра да го убие, ама вие го распавте преку рацете на беззакониците и го убиште.
Зошто го кажувам ова? Петар не се обидува да каже, абе луѓе, ја ве разбирам. Имаше толпа луѓе, се собра ентузијазмот, ве понесе, сите тргнавте, растне го, сите викаат растне го, како на стадион, нели, еден навива, сите навиваат, отидовме го, распнавме, губив. Криви сте. Вие. Ти лично. Зошто? Затоа што умре заради твојот греф. Ама не умре случајно. Беше во Божјото предзнање. Како тие две работи одат заедно, сега нема да зборувам. Ама во секој случај, Бог не действува над нашето и Бог никогаш не остава ние да си правиме што сакаме и после да имаме оправдание, Господи, ова беше Твојата волја. Не. Божјата волја функционира заедно со нашата волја. Бог својот план ќе го оствари на било кој начин на кој ти ќе реши дека твојот живот ќе го истераш, ама неговата цел е да те доведе кај него. Ако сакаш да дојдеш во ред, ако не дојдеш, повторно сето тоа што се случува твој проблем. Каков е тој Месија што умира? Таков, вика Петар. Така требаше да биде, така и беше пророкуван. Требаше да дојде, требаше да умре. И со тоа покаже сила. Која е поголемо покажување на моќ од тоа да станеш од мртвите и да кажеш јас сум вечно жив. Ама овој Месија, прво они се плаше, зашто би требало воопшто да умре? Храна, немаме проблем. Сила, немаме проблем. Природни непогоди, немаме проблем. Климатски промени, немаме проблем. Исус вика вака ќе биде и секи се реши. Сеќавате дека беше на земјата. Смируваше води, нахрануваше луѓе, лечеше болести. Тој човек не може да го убиеш. А вика умре. И тоа е шокот за кој Петар сега им кажува, вие го распнавте, вие губивте, ама тоа беше имаше цел, имаше план. Од една страна никој не беше крив. Бог тоа го предодреди уште од моментот кога Адам и Ева сгрешија. Од друга страна, вие сте кривиот и заради вас го направи Бог тоа што го вети. Не им дава слобода во стилот. Што правите? Правите, Господ ќе се истера, немаш ти вина никога. Не, имам уште како. Ова е многу важно за нас, затоа што вика, Господ ќе го направи својот дел во нашиот живот. Ние ќе се го направиме нашиот дел во нашиот живот. Ако тие два дела се заедно, ќе има успех и благослов. Ако не се, имаме дивергенција. Зошто Боже? Затоа што не си таму кај што треба да бидеш. Ама ти Боже, не, Бог е на местото кај што треба да биде. Ние бегаме од него и треба да се вратиме назад. Ова не е убава проповед за прва проповед на пастор што ќе дојде во црква. Да ви кажа дека Христос вие губивте. А Петар така почнува. Не вика чекај да ви обестам мекичко, нежничко да ви го обестам Евангелијата. Вие губивте Христос. Страшно. И мораме тие две работи да ги држиме. И сега, повторно оди малку понатаму и каже, вика, во тој град се здружија. Вистина е. Вика, имавме ние историски факти. Ирод, Понте и Пилат заедно со незнабожците, со израелскиот народ преди твојот свет, син Исус, кога ти си го помазал за да го направат она што твојата рака и твојата волја го беа предодредиле да се случи. Имаме историски контекст во кој се случи тоа. Ирод, Понте и Пилат, тука се ставени. Ама пак, вината е моја и твоја. Да не ја префрламе на друг. Колку и да не сакам, мора да кажам дека често го обвинуваме ѓаволот за нешто што не го прави. Ѓаволот ме натера. Не сме ние криви? Ние свесно не бираме некои работи? Не. И понатаму, оди во 16 псалм, Петар во неговата проповед, изборува за една типологија на Давид. Сака да го спореди она што Давид му се случуваше во животот, со она што му се случуваше на Исус, како еден потомок на Давид. Нели, Исус требаше да излезе од таму. И во известна смисла, Давид е прототип, ако сакате, на цела таа линија, на таа ветена династија. Што му е идејата? Идејата е дека во Псалм 69 читаме дека Давид беше што? Предаден од неговите најблиски. Во Псалм 16, да се вратиме, 7 до 10 стих вика, ќе го благословам Господа кој ме вразумува, па дури и ноќе ме учи мојот внатрешен глас. Секогаш пред очи ми е Господ, зашто тој од мојата десна страна, за да не се поколебам. Затоа се радува срцето моје и воскликнува јазикот мој, па дури и телото моје спокојно почива, зашто ти нема да ми оставиш душата моја во пекол, нити пак светот твој да види распаѓање. Јас мислам дека Петар веројатно малку повеќе им го објаснува на луѓето таму отколку што е тука запишено, бидејќи неговата поента е оваа. Давид зборува дека нема некој негов потомок нема да види распаѓање. Тоа не е Давид. Бидејќи Петар вика, сеќавате, ние знаеме нашиот Давид умре, му го знаеме гробот кај му е на Давид, не е проблем, тука е.
А како може Давид да не види распаѓање? Не е Давид, синот на Давид. Потомството на Давид не види распаѓање. Повторно гледате како Петар веќе го смени пристапот кон сето она што го читаше во Стариот Завет. Зошто го кажувам ова неколку пати? Затоа што денеска човек ќе го отвори Стариот Завет и вика: гледај тука Господ наредил да се направи геноцид на еден цел народ. Ето, гледаш како може Господ да убие невини луѓе. Чекај малку, да се вратиме да го видиме контекстот. Да го видиме контекстот во целиот Божи план. Да ги спениме на очарите со кои ги гледаме работите и да видиме што се случува. Зошто Господ не е само љубов, а мора да биде и казан. Затоа што не можеме преку едни очари да гледаме се. И затоа Петар вика сега, со овој нов став што јас го имам, со овој нов светоглед што го имам од кога Исус умре и воскресна, јас ти кажувам, Давид ни вели тука дека неговиот потомок на вистина не виде смрт и распаѓање. Што значи тоа за мене и за тебе? Па ние сме наследници на тоа. Ние ќе видиме смрт, ќе видиме физичко распаѓање, но духовна смрт нема. Духовно распаѓање нема. Вечноста е тука веќе пред нас. И тоа е многу битно тука спомнато, ова што го реков. И понатаму продолжува со Псалм 110 и вика му рече Господ на мојот Господ, седи од мојата десна страна додека ги ставам непријателите твои во подножието на нозете твои. Повторно овде гледаме една типологија. Ова не е Давид. Давид беше цар, што имаше голема моќ. Нека Господ му рече, ќе ти ги ставам под нозете. Нема да навлегуваме, но повторно тој кажува има еден што е поголем од мене. Има некој што доаѓа што е далеко поголем од мене тука. И ова ни е многу важен дел. Зошто ова важно? Затоа што голем дел од христијанското евангелие, голем дел од она што ние го веруваме као христијани, ако всушност, ајде да се вратаме уште малку. Не голем дел. Се она што веруваме за Христос не виси на она што го веруваме за Него како личност. И се она што го викаме христијанство зависи само и исклучиво од она што го веруваме за Христос. Ајде да го објаснам тоа вака, малку тргнав кај што можда не треба, мајде да го расчистиме тоа. Замислете го исламот. Ево го. Замислете дека одите кај некој оџа, нели, кај некој му кажете вака на него: слушај, кажи ми, дали можеше исламот да постои без Мухамед? Ама како? Добро, Бог да решеше да не е Мухамед, да биде Африн. Ќе ти каже, може, зашто? Аллах може да избере кој сака, ќе ти каже. Значи, од Мухамед или од Африн не зависи, уставно речено, пораката на ислам. Не зависи. Во ред. Ајде да видиме било која источна религија. Буда, земете. Како беше? Гуантанамо Буда. Тешко се изговара. Земете го него. Замислете си дека Буда не постои. Дека комплетно го нема. Воопшто не постои. Постои само неговото учење. Будизмот нема да пропадне. Зошто? Заради тоа што имаме некој систем на правила, систем на однесување, систем на тези, на парадигми, преку кои сето тоа функционира. Ај кажете во христијанството, ајде да го тргнеме Христос да го направиме само човек, што ни остана? Ништо. Ништо. И некој вика, тоа е слабоста на христијанството. Не, тоа е силата на христијанството. Тука е силата на христијанството, затоа што ние го имаме Бог, она што го зборував предминатиот пат кога. Ние имаме отолотворен Бог, кој е основниот принцип на целиот живот и живење наши битисување. Ние немаме принцип, ние имаме личност. И затоа христијанството и Христос се поврзани заедно. Никогаш Бог не можеше да даде друго откровение за оно што го викаме христијанско верување, ако го немаше Христос. Зошто? Затоа што вика Бог толку го засека светот што го даде единствениот свој син да умре за секој кој верува да не загине, туку да има вечен живот. Извади го Спасителот, немаш спасение, немаш религија, немаш ништо. Немаш. И затоа од 18 век наваму најголемите напади се на личност и делото на Христос во христијанството. Читате теологија, литература, колку сакате, некој ствари има. Потоа, пак ќе речем, никој не се буни за поуките, супер се поуките, љуби го ближниот, одлично. Прави му на другиот што сакаш тебе, супер. Живеј за другиот, прекрасен, алтруизам, како сакате кажете. Ама кој речеш, он очекува да го смени животот, чекај, стои застане. Учител, супер.
Спасител? Не. Фала многу. И тука застануваме и кочиме. Нашиот пристап до целата вистина е преку историска осведоштво. Имаме историски факти кои потврдуваат веродостојноста на нашата вера. И не можеме да избегаме од тоа. И не смееме да избегаме од тоа. Кога ќе ја понижиме жртвата Христова, џабе, ние не можеме да зборуваме веќе за духовден, за 50-ници или за било што. Ние немаме кај да одиме. И потоа, ајде само на брзинка, од времето ми тече. Која е улогата на Светиот Дух во сето ова? Има 4 изрази таму во однос на Светиот Дух кои се спомнати. 4 нешта тука. Во дела 1 глава 4 и 5 стих, еднаш кога беа собрани заедно, вика, тој им заповеда: не оддалечувајте се од Ерусалим, туку чекајте го ветувањето од Отецот што го чувте од мене. Јован крштаваше со вода, а вие не по многу денови од денес ќе бидете крстени со Светиот Дух. Сакам тука едно предупредување да дадам за сите вие кои читате Библија почесто. Внимавајте кога читате и кога слушате како некој цитира стих, бидејќи знаат да се сменат. Многу често овој стих се цитира вака: Јован крштеваше со вода, а вие не по многу денови од денес ќе бидете крстени во Светиот Дух. Предлогот е ист во двата случаи во грчкиот јазик, и ако ги промените со и во, тогаш кажете ќе бидете крстени во вода и во Свети Дух. Немојте со и во да ги менува. Зошто? Затоа што целата идеја менува после. Ке стоиме на ова, како и да е тука. И многу битно прашање што овде се поставува веднаш е ова: зошто да чекаат? Него ќе ви речат затоа што спасението доаѓа во 2 фази. Првата фаза е кога ќе поверуваш во Христос, и втората фаза е кога ќе го добиеш Светиот Дух. Освен во овој случај овде, ние такво нешто не гледаме понатака во Новиот Завет. Освен тука, каде што Исус нешто предскажува и потоа се случува, понатаму не го гледаме. Погледнете во проповедта во 3000. Сите поверува, сите се крстија, сите заврши, ниту еден не зборуваше во јазици, ниту еден не доби како огнен јазик врз него, ниту еден не чекаше втор благослов. Или второ спасение, или втор дел од спасението. Не можете да го делите спасението затоа што Светиот Дух е личност. А личност не можете да ја поделите на 2 дела. Малку има од личност или не. Или си со не, или не си со не. Но, ајде, толку да не влегуваме тука. Оно што се случува, ова чекање на Духот, беше феномен што се случи овде. Рече, почекајте, зошто? Затоа што требаше да се исполнат тие 7 по 7. 7 седмици. Требаше да се исполни Стариот Завет. Требаше да се исполни типизацијата, типологијата во Стариот Завет. И затоа Исус вика ќе чекат. Затоа требаше да чекат и во Ерусалим, а не да чекаат на друго некое место. Цела типологија беше врзана со она што се случи во Стариот Завет и што требаше да се повтори тука и да му даде ново значење. Исто како што Исус требаше да јаде пасхата, Исус мораше да умре на пасхата. Зошто? За да биде вистинската совршената жртва која тука се случи. Не беше тоа Стариот Завет нешто сгреши, Исус го поправи. Не. Стариот Завет се си кажа Бог што имаше да каже, Исус само го потврди и продолжи тука и да го дополни. Во 4 стих него напуштате Ерусалим. Поентата е дека таму Исус умре, таму Светиот Дух дојде. Во старозаветната теологија Ерусалим е секој пат градот на великиот цар. И ќе видите до Откровението, каде што зборува за новиот Ерусалим, цело време таа типологија си продолжува и си оди, и ние нема да ја ненуваме тука. О 2 Самуил 6, ако сакате натаму, си продолжи да биде место на царот и место на свештеникот. И затоа требаше тука да се случи оно што се случи и патем, затоа до ден денеска сите спорат околу Ерусалим чие. Па ќе чуете од некој леви, а Ерусалим никој пат и не бил ни еврејски дури. Вау. Човек да го каже тоа, очигледно не знам што читам. Горет. Потоа, во дела 2.1 ни се зборува дека кога дојде денот духовен, сите чека и дојде денот. Пак ќе го кажем. И во 2 глава 4 стих ни се вика дека почнуваат да зборуваат на различни јазици како што Духот им даваше. Вика тука беше. Сега, неколку пати во Стариот во Евангелијата. Неколку пати во дела апостолски ќе видите, некој пати вика дека се крстени со Светиот Дух, некој пати ќе каже бе исполнети со Светиот Дух. Има некои разлики тука за кои нема сега да зборуваме во таа ствар. Ама
33 стих, повторно, ќе додам нова, ќе се вратам само малку, зборува за Светиот Дух кој беше ветен од Бог. И повторно, имаме јазик што се исполнува од Јоел, од Езекил 36, бидејќи апостолот Павле понатаму кога ја развива таа идеја, пак се извинувам што само на брзина спомнувам работи, цела глава е тешко да се бутам во едно такво, ама каде што апостолот Павле зборува на едно место, вика дека Духот ни беше даден како? Како залог за ветеното наследство. Буквално тие зборови ги користи. Со други зборови, ние сме запечатени со Светиот Дух. Ние имаме залог на Светиот Дух кој е вселен во секој од нас и кој ни докажува дека ќе имаме вечност и ќе имаме вечна следува. Како го знаеме тоа? Кога заглавиш во тешка ситуација, кога имаш проблем, кога се радуваш или кога тажиш, кога било што, оној внатрешен глас што ти ја дава радоста, сигурноста и мирот е од Бога. Е Светиот Дух. И кога некој каже јас ништо тоа не чувствувам, застане речи чекај, прво знам дека не е почувства, ама истовремено ако не гледаш како Бог работи во твојот живот, значи го нема Светиот Дух внатре. Ако нема Светиот Дух внатре, значи врати се малку назад и прашај се има ли спасение? Оти многу полесно да кажеш мене ми треба втор, трет, пет, седми благослов, наместо мене ми треба спасение. Тука е малку да не избегаме од тоа. Многу се важно. И последното е вика изборува во различни јазици. Сега. Дали ова е враќање назад на Бавел? На Вавилонска. Се сеќавате дека во Вавилонската кула, кога ја градеат, идејата на луѓето беше ќе изградиме кула до небото, ќе си го направиме името велико и високо, и Бог вика јас, наместо да ги казвам на друг начин, ќе ги избркам јазиците и ќе ги пуштам така да си одат. Сите што сте работеле преводи, знаете колку е тоа тешка работа сега денеска да пренесеш значење од еден на друг јазик. А Бог вика баш тоа ќе го направи. И го направи тоа нешто. И патем повторно ова е уште една шајка во ковчегот на исламот, заради тоа што нашиот Бог е Бог на многу јазици. Вика јас се објавам на сите јазици по сите луѓе по целиот свет, не само на еден јазик на арапски, па сите мора да го знаат. Јас не сум ограничен вика со јазик, со народ, со нација, со култура. Јас сум за сите. Во Битие 11 глава, тука кај што беше во Бабел, она што се случи беше дека они сите почнаа да зборуваат на различни јазици и го изгубија единството. Ама дали сега јазиците значеа дека бидејќи сите ќе зборуваат на различни јазици, го има или го нема тоа единство? Како ова да го сватиме? Бог по времето на Стариот Завет ги расфрли и ги распрчка на сите страни со различни јазици. Првото прашање, дали единството и истиот јазик е нешто лошо? Лошо ли е луѓето да се обединат и да имат еден јазик? Или е добро? Ќе бидам будист. Или ни тоа, ни тоа? Така. Некој пати единството е добро. Некој пати единството е лошо. Кога единство да се исполни Божјата волја, тогаш е супер. Кога единство да се оди контра Божјата волја, не чини. Кога зборуваме еден јазик и кога тој јазик ни е начин да се разбереме заедно, како луѓе од 20 земји собрани на конференции, сите зборуваат англиски или француски или германски, па се разбирате, супер. Кога јазикот треба да биде причина за подолба, како што ние во нашата држава имаме дебати со одредени соседи за нашиот јазик и култура, тогаш е лоша работа. Само по себе не е добро или лошо. Како ќе го употребат луѓето, на кој начин ќе го постават, ќе биде она што ќе биде лошо. Кога јазикот ќе ти стане идол, кога единството ќе ти стане идол, тогаш не е во ред. Тука. Не е овде. Ние можеме да го корумпираме и единството, ние може да корумпираме и разноличноста. Ние може да корумпираме и еден заеднички јазик, може да корумпираме и сите кои имаме заеднички јазици. Тоа е во срцта на човекот. И сега, ако ќе дојдеме до ова големо тука чудо, сите слушаат, јас ќе кажам нешто, може би ќе ми се љутат него што ќе слушам. Ние немаме тука враќање назад на Бабел, сите зборуваат во еден јазик. Не. Сите зборуваат тука на различни јазици. Јас мислам дека Господ намерно го направи тоа, да покаже дека за него сите луѓе, сите народи, сите нации ги враќа кај себе си. Кој ќе биде јазикот на небото? Англиски нема да е сигурно. Кинески уште помалку, некој ми каже унгарски, ги треба цела вечност да го научиш. Многу тежок јазик. Не знам, не е ни важно. Хајде да ви дадам еден предлог, може би ќе грешам.
во Откровение 7, 9 и 10 вика, потоа видов ете големо мноштво народ кој никој не можеше да го преброи, од сите народи, племиња, народи и јазици, тие стоја пред престолот, пред јагнето, облечени во бели облеки со палмови гранчиња и воскликнуваа со силен глас велики, спасението е од нашиот Бог кој седи на престолот и од јагнето. Зошто ги спомнува сите различни народи, јазици и сите ствари ако не бидат таму? Ние се радуваме од македонскиот јазик бил прифатен во Обединетите нации. Бог вика, не ме интересираат Обединетите нации. Мене ме интересира дека нашиот јазикот, твојот мајчин јазик, јазикот на твоето срце, како сакаш кажи го, ќе го слави Господ еден ден. Тоа е битното. А како ќе се разбираме? Ќе најдеме чари. Имаме цела вечност на крај краишта да учиме други јазици. Нели, не се љутам на таа работа. Ама Бог дава една прекрасна разновидност, една прекрасно заедништво, сите тука заедно, собрани. 3000 луѓе се обратија. И луѓето што направија после тоа? Се посветија себе си на апостолското учење и на заедништвото. И интересно е, кога читате во Новиот Завет, христијанството беше видено како заедништво. Како нешто кој ги тера луѓето да бидат заедно, кој го бара другиот, наместо човек да бега, човек со човек се собира. Нешто страшно важно за нас. Апостолите правеа знаци, правеа чуда, споделуваа, се собираа заедно, прекашуваа леп. Не се собираа на најголемите места, во најголемите сали, се собираа по домови. Кој зима спомен вечера, не ја зимаа во храмот, ке се седите, ја зимаа по домовите, вика тука пишува. Имаше блиско заедништво, се расширија, станаа се повеќе и повеќе. И она што ние денеска го знаеме како црква, почна затоа што Божиот Свети Дух се излеа над луѓето во тоа време и Божиот Свети Дух се излева и денеска над секој оне кој ќе го побара Христос како Спасител. Христос беше центар на духовте. Бог го даде Синот, Бог не запечати преку Светиот Дух. Заедно сме пред Него. Троединиот Бог толку се грижал за мене и за тебе, што го дал Синот, да умре, да воскресне, да плати за мојот грев и потоа да ми го запечати тоа уверување преку Неговиот Свети Дух за еден ден да бидам заедно со сите тие, со тој троедин Бог на небото. И тоа е убавината и тоа е радоста на христијанството. Тоа е духот. Не оти духот ќе вишета, не оти треба да отидете да го нахраните мртвиот или нешто друго. И нека Бог ни даде да се подсетиме нова секој пат. Кога сме заедно, кога се собираме вака, кога се собираме заради Господ на спомен вечера, дека прво и единствено тој Дух не збира да бидеме едно во Христос.